Ако до пред скоро време странските имиња беа во центарот на македонското помодарство, сега се позастапен е западњачкиот начин на добивање презимиња. Ова е најзабележливо кај тазема жените девојки кои ги преземаат презимињата на момчињата, но ги задржуваат во машки род. Со тоа автоматски се губи традицијата, а се вметнуваат некои нови јазични норми кои не му се познати ниту на македонскиот правопис, а ниту на православната религија. Најжалосно е што ваквиот начин на прифаќање и именување станува се позачестен. Во последно време се почесто се јавуваат таквите презимиња кои што нестандардно не завршуваат на буквата А како што е правописно и како нешто се пишуваат презимињата во женски род, а се почесто завршуваат на ов, на ски, значи земено презимето од машкото презиме. Пред се, не сме ние компетентни да зборуваме за ова, бидејќи се работи за, така да речеме, правописна грешка. Тоа е работа на лингвистите кои што треба да излезат со официјален став и да го објаснат значењето на представките и поставките во презимињата. Кај нас се зачесто, како што реков, најчесто таквите презимиња ги употребуваат луѓето кои што живеат и работат во странство, поради тие административни проблеми кои што се соочуваат, ги изимаат презимињата на мажите или децата ги изимаат исто така машките презимиња без разлика поради тоа што се станува збор за женски лица, додека неретко имаме и појава некои луѓе да го прават тоа што живеат овде, тоа го прават од некој вид мода, помодарство, најверојатно поради звучност, има некако, како да кажеме, руски шмек сето тоа и... Значи, според црквата тоа не го правдува по ваков начин? Црквата нема заземено став, бидејќи, како што кажав, ова е работа на други структури. Лично мене ми смета, бидејќи правиме некоја отстапка од, некои моди кои што, како прво не е правилно правописни македонски, со тоа значи дека не го почитуваме македонскиот јазик и покажуваме отвореност кон сето она што ни е наметнато. Арсовски додава дека женските презимиња според нашата традиција имаат женски облик и задолжително треба да завршуваат на ева, ова и евска, овска. Употребата на машката форма на презимето за лица од женски пол не е ниту во духот, ниту во традицијата на македонскиот антропонимски систем, што во крајна линија значи кршење на македонската јазична